За да го изградат автопат од Штип Миладиновци, кинезите од Заев бараат и повеќе време и повеќе пари, пренесува Дојче Веле. Според нивните истражувања и анонимни извори од владата, кинеската компанија Синохидро, која е изведувач на работите, бара одложување на рокот за изградба на автопатската делница од 1 година, односно наместо првично најавениот краен рок мај 2017, тоа да биде мај 2018 година. Дополнително кинезите барале потпишување на анекс на договорот со кој оваа работа ќе се утврди дополнително, што значи и дополнително покачување на цената за работата, односно изградбата на патот. Колку точно ќе значи тоа дополнително во пари, за сега не може да се каже со точност, но се калкулира со сума од неколку милиони евра, повеќе од првично планираните 216 милиони евра колку што требаше да чини изградбата на оваа делница. За сега таков анекс од страна на владата не е потпишан, но извесно е дека доколку се сака да се заврши изградбата на автопатот, тоа ќе мора да се стори. Состојбата пред свршен чин дополнително ја ставаат серијата грешки и пропусти кои ги констатираше надзорниот одбор, но и потписот од поранешните министри со кои државата како своји ги презема сите евентуални грешки на кинезите и трошоците што тие ќе ги повлечат. Додека над автопатот Штип Миладиновци се уште лебди неизвестност околу тоа колку дополнително ќе се зголеми цената на чинење, владата веќе има првична пресметка за автопатот Охрид-Кичево. 120 милиони евра е цената која граѓаните ќе ја платат заради тоа што проектот за автопатот бил нецелосен, со речиси никакви геотехнички и геомеханички истражувања, без увид на состојбата на терен, со погрешно проектирани косини кои се нестабилни и се обрушуваат. За тендерите со автопатите обвинение поднесе и специјалното јавно обвинителство. Станува збор за случајот Траекторија во кој неколку високи владини функционери се сомничат дека проектот незаконски го доделиле на кинеската градежна компанија, со што го оштетиле буџетот на Република Македонија за 155 милиони евра.